гости на Ротари клубот Прилеп, па и на Ротари заедницата, ако сакате. Тука со нас ги имаме Денко Манчевски, кој е директор и основач на РИФ, така е мислам, луѓе на Блискиот Исток според Forbes. И со нас го имаме Тале Локвенец, кој е основачки инженер на Зенлитик, инаку стипендист и дипломец на Харвард. Ќе се согласиме дека исклучително ретка можност да ги имаме овие двајца луѓе, иако едниот ни се јавува, ми се чини дека Денко е во Мајами во моментов, а Тале е во Њујорк. Навистина ретка можност е да ги видиме во земја, особено во Прилеп, а ова беше некако згодна прилика на овој начин да поразговараме малку отворено, да имаме една отворена дискусија. Јас сосема кратко, да не останам нели должен, кон извинете, постојано се морам да ги одобрам и другите кои бараат пристап. Ротари клубот Прилеп, предпоставувам дека имате одредени информации од претходно, е невладина организација, на која еден од клубовите, 27 клубови во Македонија кои во моментов се регистрирани, а и на кои дел од особено голема мрежа на ротари клубови во светот, некои 45.000, најголема светска хуманитарна организација. Оваа година прославивме 18 години од формирањето на клубот. Можеме да се пофалиме со 18-20 проекти реализирани во оваа година. На некој начин сите се трудиме да ја направиме оваа средина во која живееме малце подобро место за живење. И на таа линија, една од нашите заложби, меѓу другото, и да го поттикнеме ентузијазмот, особено ке младите луѓе, да почнат да размислуваат за предприемништво. Ова најмногу од причина што најголем број од дипломираните студенти на економските факултети, па и околу 95% од младите луѓе не се одлучуваат да започнат бизнис, ниту пак се одлучуваат да се вклучат во семејните бизниси, што секако е поразително. А од друга страна, знаеме дека стартапите се важен мотор на динамиката на западните економии, особено заради иновациите. Секако дека и големите корпорации играат силна улога, меѓутоа и стартапите се многу важни. Тука денес вечерва ни се Денко Манчевски и Тале Локвенец, кои имаат исклучителни приказни. Целта е да дискутираме за нивната кариера, за она што го прават денес, но и за нивните планови во иднина. Ќе отвориме дискусија и за најважните прашања на денешницата, за дигитализацијата, за употребата на вештачката интелигенција. Ќе дискутираме за промената од потреба, за потребата од промена на свеста кај младата популација, кога дискутираме нели започнување свој бизнис, и за фокус, ќе ставиме фокус на најважните животни прашања. Морам да кажам дека бидејќи ве немам видено двајцата, иако сте ми пријатели, некако чувствувам и одредена трема. Ретко ми се случува, често пати имам јавни настапи, ама покрај она што го дефиниравме првично како некоја агенда за вечерашната дискусија, јас ќе си дозволам, или како што дозволува времето, и да поставувам некои други прашања кои евентуално би ми паднале вака на памет, а ќе оставиме некои 20 на минути некој од присутните, нели со кревање рака, ако сака исто да постави прашање, па да се развие некаква дискусија. Имаме фантастична бројка од 70 учесници, навистина за поздравување, им благодарам на сите, се уште се приклучуваат за големиот интерес. Јас би започнал со ваше Да, само представување. кратко, Да. мислам дека имаме проблем со линкот. Како што гледам во моментов имаме 10 минути на линков, или може да е грешка ако јас нешто не забележувам како што треба. Мислам дека може да имаме проблем со Zoom линков и насакам едноставно сите да го изгубат Грковски, линков. ајте Да. молам провер. Добро, Грковски, те молам тогаш средијата е работа, пробај да. Океј. Да. Значи, кратко, Денко, за тебе едно представување, значи,
Знаеме дека си роден во Супер. Прилеп, во какво семејство, Да, што те привлекуваше кога зборуваме за наука, надпревари слично, каде студираше, зошто се определи токму за тоа повели. супер. Благодарам уште еднаш на сите за времето кое што го одвоивте да дојдете на оваа дебата. Фала Орде за хостирање на овој ивент. Се надевам дека овој е еден и ќе имаме нови ивенти во други различни правци, кои што се по-генерални, не толку поврзани само за нас. Се надам дека ќе имаме време и да зборниме за Актум, за Сдруженијето на граѓани на која што работиме со некои од моите пријатели. Али да, може да почнам накратко за мене. Гледам тука во групата дека има многу луѓе кои што ги познавам, така да многу од нив веќе знаат многу работи за мене. Јас сум роден во Прилеп. Сум софтвер инженер по бекграунд. Студирав во Словенија и потоа се преселив во Дубај. Во многу рано почнав да се занимавам со програмирањето. Тоа беше една од побитните работи, заради тоа што мислам дека софтверскава индустрија во минативе 20 децени направи најголема промена во светот и бев позициониран добро за успехот кој што следеше. Почнав многу рано со блокчейн технологија, тоа околу 11 години претходно. Зошто го потенцирам ова? Заради тоа што во софтверската индустрија тајмингот е многу битен на работите. Битно е да се биде на време во нови трендови, доколку сака некој да оствари успех. За мојата фамилија е релативно академски настроена. Моите родители се професори. Исто така е програмерска фамилија. Мој татко има софтвер за ERP софтвер, Enterprise Resource Planning, кој што веќе постои околу 30 години. Така да јас многу рано сум имал шанса да бидам запознаен со компјутерскиот свет. Во моментов живеам измеѓу Дубај и Милано. Сега сум во Мајами, бев во Македонија еден месец и генерално тоа е за мојата позадина. Ти благодарам. Истото прашање за Тале повели. Како доби исто стипендија за Харвард, како заврши во Америка, зошто се одлучи да студираш таму? Добро вечер на сите, пред се фала ти Орда за честа и поканата да присуствувам на настанов и фала ви на сите за издвоеното време. Мислам дека е навистина привилегија да се зборува пред олкава публика, посебно во родниот град, кој што јас го чувствувам стварно како многу близок. И како што кажа Денко, мислам дека има доста луѓе во публиката кои што веќе ме познаваат лично, ама кратко, роден сум во Прилеп, најстар од тројца браќа и размислував доста на оваа тема вчера и пошто претпоставував дека е едно од првите прашања кои доаѓаат и мислам дека веројатно има 3 настани кои што се поврзани со мојата фамилија, кои што доста ме оформија мене како личност. Мислам дека првиот е фактот што сум најстар брат од тројца од 3 машки деца во фамилијата, која што е доста компетитивна средина и мислам дека од многу рана возраст го мрежи тој компетитивен дух во мене и мислам дека остана тоа како една од главните карактеристики кои што ме водеа понатаму низ животот и низ одлуките кои што ги донесував. Мислам дека второто нешто е дека прво моите родители ми дадоа безрезервна поддршка и љубов низ целиот процес на растење и созревање, меѓутоа имав и екстремна слобода, во смисла дека никогаш не носе одлуки за мене или никогаш не ги форсираа моите одлуки да бидат во одредена дирекција и мислам дека преку тоа ме научија многу рано да сносам одговорност за одлуките кои што ги донесував и мислам дека третиот многу битен дел беше фактот дека татко ми е претприемач и мислам дека јас од многу рано во мојот живот задов пример од него заради тоа што тој ми беше пример на кариерна во основа. И мислам дека претприемништвото беше онака нешто со кое што јас растев и од секогаш беше пат кој што очекував дека ќе го преседам, кој ќе дојде време за тоа. Што се однесува до кратка
Мислам, бекграунд за моето образование. Студирав електронско инженерство на дипломски студии во Англија. Дипломирав како првенецна генерација во целиот инженерски оддел, меѓутоа сватив дека две работи. Прво сватив дека како дел на мојата дипломска теза, која беше во машинско учење, сватив дека има огромен потенцијал во машинското учење и во вештачката интелигенција, која што машинското учење е уствари сабсет на пододдел на вештачката интелигенција. Мислам дека во тој момент го препознав потенцијалот на целата индустрија. А другото нешто кое што го сватив како во тој момент беше дека електронското инженерство е многу блиско до хардверот и мислам дека многу потешко е да направиш некоја иновација и да започнеш своја компанија во хардверот и дека софтверската индустрија е многу лесна во смисла на потреби од капитал за да започнеш свој бизнес. И мислам дека тие две работи беа она што уствари мене ме насочи да одам на дипломски студии и да студирам машинско учење или вештачка интелигенција. Патот до Харвард ми беше доста нелинеарен. Искрено мислам дека имав доста среќа да запознавам вистински луѓе во вистински моменти кои што ме насочија во вистински правец. Аплицирав на повеќе факултети во Англија и Америка, бев примен на најголем дел од нив и се одлучив за Харвард. Таму студирав Data Science или како сабсет на машинско учење и мислам дека воглавно тоа е тоа што се однесува до позадината орда, освен ако нема некое дополнително потпрашање. Океј, Денко, да се вратиме кај тебе. Значи, често пати дискутираме за водење свој бизнис, меѓутоа некако како да не сме сетирани како општество за таа работа. Има многу факти кои вистина стојат дека богатството не доаѓа преку ноќ, дека приватниот живот ќе биде на втор план, дека за да ги држите конците во рака ќе биде многу стресно, дека патот е трнлив, не е лесен и така натаму и веројатно сите овие работи на некој начин ги одвраќаат луѓето од нели да размислуваат, така не сме некако насочени да размислуваме за овие важни теми. Имаме многу камења на сопнување, а пред се тој негативен навој кој го имаме на почеток. Значи, во таа смисла, многу интересно, многу е важно еве од твоја страна да слушнеме кои беа првите искри за почнување сопствен бизнис, кој е твојот бизнис, од каде идејата, од каде првото, да речам, првото финансирање, како дојдовте до пари, дали почна сам или партнерски, сакам нешто повеќе во тој дел да ни. Супер, одлични прашања се овие. Најпрво, значи мојата фамилија уште како што кажав се занимавала имала некаков фамилиарен бизнис кој што се уште постои и целата идеја за претприемништво потекнувала од дома. Тоа мислам дека е една од побитните работи и во нашето општество, значи како што кажа ти, многу тоа не се практикува. Заради тоа најчесто многу деца се одлучуваат да не отварат свој бизнис, заради тоа што кај нас бизнисот е многу поврзан со зборот ризик, кој што јас апсолутно не се согласувам со тоа. Многу битна работа е да се размисли дека постојат два вида на бизнис. Има бизниси кои што бараат одреден капитал однапред, значи потребно е дали машини, дали транспортни средства и слично, и постојат услуги. Значи бизнисите кои што се занимаваат со услуги се релативно lightweight на assets, како што јас велам. Тоа значи дека не е потребен голем капитал за да се започне. Значи многу од бизнисите кои што се во секторот на услуги единствено што е потребно е компјутер. Јас, значи во мојава индустрија исто така нема потреба за некој голем капитал однапред. Јас сум почнал прво да работам во нашата сопствена фирма, а потоа во Словенија се работи во фирма која што се занимава со платформи за здравство. Каде забележав можност и како почнав воопшто со бизнис, кој што се уште ова можност постои. Постои нешто што јас нарекувам географска арбитража, значи имаш разлика на плати помеѓу Македонија и
помеѓу Македонија и државите околу нас, како што е Словенија, и забележав дека постои дека платите и сатниците имаат огромна разлика, што значи дека во бизнисите како кои што се услуги, луѓето можат да работат ремоут, што значи дека јас почнав да креирам свој собствен тим на програмери во Македонија, кој што работеше за словенска фирма. Тоа беше еден прв чекор кон бизнис, каде што нормално тука како лидер на тимот ти почнуваш да создаваш релација со клиенти. Тие клиенти нормално треба да бидат задоволни од твоите услуги и на тој начин почнав да го зголемувам својот тим. После тоа забележав една битна работа во услугите да треба да се нуди услуга која што не е толку честа на маркетот. Значи во нашата софтверска индустрија постои веб девелопер кој што е релативно честа струка и постои блокчейн девелопер кој што најверојатно на секој 100 веб девелопери има еден блокчейн девелопер. Што значи целата идеја е тој скилсет кој што го има тимот да биде поредок на маркетот и со тоа значи многу полесно се стасува до одредена клиентела. Ние започнавме со веб девелопмент, full stack development, што значи се занимававме и со системите, со задниот систем каде што се обработуваат потоците и со предниот систем како што се апликации и веб страни. Но потоа во 2016 пополека преминавме во блокчейн или крипто индустријата. Тоа бараше одредена транзиција не само од мене, туку и од целиот тим, кој што беше процес. Требаше тимот да биде обучен за таа нова сфера. И нормално секогаш кога се влегува во нова сфера има некаков ризик, што значи дека можеби таа сфера нема да биде толку популарна. Така да во секој бизнис кога се прави некоја транзиција, битно е да се земи во предвид ризикот, што значи ако нешто претходно се работело, не значи дека наеднаш треба престане да се работи за да се влези во нешто ново. После тоа почнав да работам за клиенти кои што се од Канада и од Сингапур, кои што можеа да платат многу повеќе од колку клиенти во Словенија. И на тој начин јас успеав да го проширам тимот на повеќе програмери. Во некој момент бевме околу 20 на програмери. И во тој момент веќе можев да вработувам не само луѓе во Македонија, туку луѓе во Словенија, заради тоа што клиентите беа значи во Канада, во Америка и во Сингапур. Работевме на неколку проекти паралелно, се додека не одлучивме да создадеме свој проект. Значи веќе тимот имаше создадено добра репутација во кругот на блокчейн и одлучивме да создадеме наш проект кој што ни донесе најголем апсайд. Што значи накратко сакам да објаснам дека не секој бизнис треба да биде иновативен од старт. Бизнисот може да носи да прави некаква услуга и со тек на време може да еволуира до нешто иновативно кое што би станало многу поголемо. Топ, интересно. Сега јас би сакал Тале да го прашам колку е важно образованието според тебе во градењето еден профил на успешен човек, па да се вратиме кај Денко, бидејќи неретко слушам изјави од особено вака од овие милиардери успешни луѓе во Америка дека тоа не е неважната работа, подобро е да почнеш бизнис на 18. Пример, јас имам 2 докторати и во таа смисла прашувам дали сум ја донел вистинската одлука или можеби средствата кои сум ги дал за учење, попаметно било да ги дадам за почнување некој бизнис. Поелите. Види, мислам дека е доста популарно размислување во моментов, посебно како што кажа на овие екстремно успешни луѓе во Америка, да кажуваат дека образованието нема вредност, почнувањето на бизнис е нешто што е многу порано и вложувањето во бизнис е многу по-оптимален начин да го потрошиш времето. Меѓутоа, јас мислам дека прво зависи која е твојата дефиниција на успешен човек. Така, мислам дека според мене барем успешен човек не се дефинира само по успехот во кариерата, туку се дефинира по личност која што може да има реален придонес во општеството и која што може да има импакт кој што
ги надминува самите себе си, има реален импакт beyond themselves. И мислам дека ако гледаме од тој аспект, мислам дека образованието е се уште доста битно и мислам дека вториот дел е дека образованието не е битно и вредно само од професионален аспект, туку е исто многу битно од социјален аспект. Заради тоа што мислам дека на пример посебно во раната фаза на развој на една личност, мислам дека е ширината, спектарот на знаења кои што ги добиваш преку еден формален образовен систем е многу битен за едноставно да можеш да функционираш во едно општество и да можеш да комуницираш со останатите луѓе околу тебе, да можеш да општиш и да придонесуваш во некои интелектуални дискусии. Мислам дека другиот дел во смисла на овај правец е исто дека ако немаш формално образование, тоа што треба едноставно да се едуцираш самиот себе си. И мислам дека нормално со развојот на технологијата и посебно сега со пристапот до вештачка интелигенција, бариерата за пристап до информации е екстремно намалена, ама мислам дека пристапот до информации не е единствениот начин да стигнеш до образование. Мислам дека има многу побитни карактеристики кои што генерално како човештво ги немаме. Мислам дека една од најглавните карактеристики за стекнување образование е дисциплина. Заради тоа што ако не си дел од еден оформен систем, кај што некој друг веќе размислил за тебе кои се темите кои што се релевантни, како тие теми се поврзани, како се надоградуваат една со друга, мислам дека бара премногу дисциплина кај што ти самиот треба да одвоиш време и енергија и да се насочиш да научиш нешто. И мислам дека реално има многу луѓе кои што тоа го прават и го прават доста успешно, меѓутоа мислам дека во исто време луѓето имаат мотивација да го прават тоа само во сферите во кои што тие се за кои што тие се заинтересирани, меѓутоа во исто време формалното образование ти дозволува и да имаш широк спектар на познавања кои што ти помагаат наставно и да осознаеш кои се темите кои што тебе те интересираат. Заради тоа што мислам дека ако не си изложен на овој широк спектар на информации, многу е тешко да одредиш кои теми се од интерес за тебе и во кои теми сакаш да се насочиш во иднина. Мислам дека во исто време формалното образование во моментов има доста недостатоци и мислам дека најголемиот предизвик на формалното образование во моментов е како да остане релевантно во време на вакви огромни технолошки промени и мислам дека ќе се случат реални тектонски промени во начинот во тоа кои се предметите кои се учат и кои се релевантните теми кои што треба да се дел од формалното образование. Мислам дека е интересно кои промени ќе се случуваат. Заради тоа што мислам дека вештачката интелигенција е огромна можност за порамнување на образовниот систем за луѓе кои што се на различни географски различни локации имаат пристап до различен квалитет на образование во смисла на персонални тутори, во смисла на пристап до информации, пристап до образование. Мислам дека ќе биде доста интересно да видиме како образованието ќе еволуира во наредниве години. Супер, интересно гледање. Мислам дека се некако базира на дискомфор. Очигледно дека тајната на успехот е во истрајноста на намерата, дека треба да вежбаме дисциплина за да имаме нешто. И мислам дека таа комфортна зона кон која може да и природно сите некако се стремиме, не тера да ни се случи да дојдеме до ивицата на некој начин за да исчекориме напред. Очигледно е дека се додека не дојдеме до некој, не знам, рап, каков и да е, дали поради околности на работа или било какви други животни околности, некако како да не истапуваме, туку отстапуваме. Денко, исто ово прашање за тебе, Да. чисто ме интересира твоево видување за образованието, дали... Да, јас имам уште неколку интересни јагли на гледање околу оваа работа. Мислам дека една од работите која што во нашиот свет, која што исто лично и мене на почеток ми прачела е менталитетот на нашиот свет, како се гледа кон формалното образование. Значи, заради тоа што нашите родители живееле во целосно друг свет, мислам дека очекувањата дека формалното образование е тоа што ќе те донесе на правиот пат не е целосно точно. Заради тоа што порано секој кога би завршил факултет би имал сигурно работно место и така натаму.
Во овој свет, посебно во минатите 20 години со технологијата, образованието и каде е реалниот свет се целосно различни работи. Значи работите кои што се учат во образованието, пак, значи ова е генерално, треба да се навлези во секоја индустрија посебно. Значи се работи кои што се deprecated, работи кои што се некорисни во реалниот свет. И тоа беше една од причините зашто јас лично во Словенија одлучив да се заминам од факултетот, заради тоа што го гледав како cost of opportunity од временски аспект. Значи, јас имам можност да учам моментално во нашата индустрија онлайн некаква технологија која што се бара на маркетот, а мојот факултет ме тера да учам за интернет кабли, кои што во моментов тоа е апсолутно нерелевантно. Значи, тука е еден мал проблем, каде што кај нас има поларизација меѓу децата и родителите најчесто, па и професорите. После тоа има, значи, формалното образование е лагира, значи заостанато во споредба со моменталниот свет. Друга работа која што е многу битна, која што мислам дека секој треба да ја практикува е мултидисциплинарност. Значи, формалното образование пробува секој да го категоризира во некоја форма, дали адвокат или програмер или доктор. Јас, мојот успех се базира на тоа што јас сум одлучил да склопам некаква форма од повеќе индустрии. Во случајов мој, јас сум одбрал значи, информатика, финансии и психологија. Тоа се моите три гранки и мислам дека секој треба да се одбери повеќе од една гранка, затоа што, како што кажав претходно, со мултидисциплинарност стануваш поредок материјал на маркетот, хоризонтите на видик ти се отвараат, значи не размислуваш само преку една форма на работите и тоа ти дава перспективи, идеи како да постигнеш нешто друго. Има неколку книги на оваа тема која што евентуално можам да ги пуштаме да ги споделам. И мислам дека тоа е едно од побитните работи, значи мултидисциплинарност, очекувањата дека формалното образование е крајот на едукацијата, значи нема крај на едукација, значи секој треба да се едуцира континуирано во некој правец доколку сака да остане редок на маркетот. Многу интересни, на некој начин и дивергентни овој размислувања, меѓутоа на крајот на денот и се поклопуваат во една суштина, тоа е потребата од екселентност во тоа што се прави, ако можам да го заклучам. Чи ви двајцата велите дека да, ворете да се определи за одредена област, нели како некоја основна област или профил твој, понатаму нели можеш и дури потребно е Денко вика во други правци, меѓутоа екселентноста е важна, базирана на дисциплина во секој случај. Да, детале, значи социјалниот дел е исто една битна работа, значи комуникација, нетворкинг е еден огромен дел од скоро секоја професија. Така да исто спаѓа во мултидисциплинарност. Да, мислам дека делот на кој што јас се фокусирав многу повеќе беше на раниот дел на образованието, посебно значи основно образование кај што ги учиш основите кои што те формираат како единка и после мислам нормално дека треба да се надоградуваш самиот себе си, да изградиш таа дисциплина и едноставно да изградиш фреймворк кај што самиот можеш да ги поставиш границите на како едноставно да научиш како да учиш. Мислам дека е една од веројатно придобивките на формалното образование во раната фаза. Заради тоа што кажа Денко, целосно се сложувам дека образованието никогаш не завршува и завршувањето на факултет не значи крај на образование во никаков случај. Топ. Денко, јас се сеќавам дека на почеток, мислам дека тоа беше за време на твоите студии во Словенија, дека навлезе ти многу рано во светот на криптовалутите. Се сеќавам дека заедно со некој тим твој имавте одредена цел, направивте некоја криптовалута, не знам дали добро се изразувам, дали и денес тоа е во твојот фокус, дали можеш да ни дадеш едно видување од јас, добивам чувство, онде има во прилеп кај сатот, повеќето се веројатно од прилеп едно место чоше и седат тука и дискутираат за сите некако слушам за криптовалути, за трейдинг 212, сите се многу упатени. Од друга страна пак
гледаме геополитичкиве превирања, кризи во светот наоколу, се оди нагоре надолу, веројатно нема нешто за што можеме да зборуваме со голема известност, ама многу ме интересира твоево видување. Дали се уште си таму, што значеа тие почетоци, што постигна со тоа? Да, значи, јас многу рано влегов во таа индустрија и една од причините беше затоа што тогаш Словенија, конкретно Љубљана, беше еден девелопер хаб, значи локално во тој град имаше огромен интерес за криптовалути, за разлика од било каде во регионот, вклучувајќи Италија па и Австрија. Не знам заради која причина таму тоа се развило, али тоа беше, да речам, една од најбитните работи, да се биде рано во некоја некој нов тренд кој што потенцијално премина во еден од најголемите трендови во минативе 10-15 години. Значи, со тоа што јас сум програмер, во Љубљана имаше многу meetups, тие се случувања каде што слично како на ова што моментов го правиме, има луѓе кои што разменуваат мислења и јас сум бил дел од тие митапи и на тој начин сум успеал да сватам прво што е тоа криптовалути, како на кој начин функционира и со тоа што сум програмер успеав да станам многу рано дел од тој тренд. И како што објаснив, нели, после тоа успеав да креирам свој тим, па после на тимот му помогнав многу рано да влезат во криптовалути. Дел од тимот се уште екстремно успешни и си имаат своји бизнеси. И во моментов јас веќе во минативе 2 години транзиционирам во AI светот. Заради тоа што во моментот гледам дека таму се создава еден огромен тренд кој што прави големи промени во сите аспекти. Нормално се уште сум присутен и во криптовалутите, но моментално сум малку попасивен таму, само од инвестицијски аспект. Али главниот фокус моментално ми е во AI индустријата. И тоа е една од причините. Извини, ако не е тајна, колку вреди денеска криптовалутава што мислам Па треба да се види денеска на маркетот, најверојатно неколку стотици вреди, треба да се провери точно секој ден. Па така некако, од прилика, да. И јас сум исто дел од повеќе, не од еден проекти, од повеќе проекти, така што заедно вредат добра, значи на маркетот се многу успешни. Еден од проектите кој што бев дел како инвеститор беше во најдобрите 20 проекти во светот, кој што исто така транзиционира во AI индустријата, практично во истата индустрија каде што Тале веќе долго време е. Интересно. Тале, јас за тебе имам информација дека извесен период живееше во Вашингтон, сега се пресели во Њујорк Сити. Знам нешто сосема малце за Zenlytic. Дали можеш да ни кажеш нешто повеќе и на што се темели таквата одлука и колку е важен ризикот во работењето, мислам, преземањето на ризиците? Значи, кратко, јас бев во Бостон, не живеев во Вашингтон, бев во Бостон заради Харвард, нели? И после тоа, по завршувањето на Харвард, останав неколку години во Бостон, заради тоа што прво кратко се вклучив во Zenlytic во дел во founding тимот. Во моментот кога јас се вклучив, имавме pre-seed funding и бевме 4. Имаше 2 founders и еден founding engineer и јас бев вториот founding engineer кој што се вклучи во тимот. Бевме многу рано, што значи дека од аспект на тоа дека јас бев интернационален студент во Америка, мислам дека ризикот кој што го презедов во тој момент беше доста голем, меѓутоа во исто време едноставно тајмингот се поклопи заради тоа што мислам дека индустријата во која што Zenlytic е, и мислам дека за момент ќе образложам малку понадолго за индустријата, беше многу зрела за иновација и од моја гледна точка вештачката интелигенција и посебно овие јазични модели беа начинот на кој што таа индустрија може да биде дисрапната. Во одредени моменти ми фалат малку зборови, така да извинете. Ама
И затоа се одлучив на тој чекор, инаку бидејќи фирма која што работи во полето на дата и на податоци и аналитика, и уствари ние градиме платформа на која што секој вработен во било која фирма може да пристапи до нивните податоци, да ги анализира, да прави било какви трансформации на тие податоци или да ги користи за било какво донесување на одлуки во иднина за подобрување на нивната фирма и за подобрување на ауткамот на нивната фирма. И едноставно Извини, само вие сите сте алумни на Харвард? Така почна приказната? Почетниот тим, да. Мислам, јас се споив со останатиот founding team. Тие беа на истата програма на која што јас студирав на Харвард, само беа неколку години пред мене. И преку деканот на мојата програма јас ги запознав и едноставно почнавме да разговараме за приказната. Беше приказна која што мене искрено ми се допадна и која што во тој момент едноставно кореспондираше со идеите кои што јас ги имав за вештачка интелигенција. Едноставно, мислам, ми се допадна нивната идеја, ама нешто друго што многу искрено повеќе ми се допадна и што според мене е многу побитно кој ќе ги бираш луѓето со кои што градиш фирма, ми се допадна нивниот начин на работење и нивниот начин на размислување. Заради тоа што мислам дека на некој начин градењето фирма е како брак, не дека сум бил во брак и имам искуство, ама тоа што сум слушал ми звучи како најдобра аналогија, заради тоа што мислам дека секој градење на фирма има многу подеми и падови. И мислам дека едноставно начинот на кој што тие луѓе се справуваат со потешкотиите и начинот на кој што тие луѓе работат во моментите кои ќе дојдат во тие тешки моменти е многу побитен отколку почетната идеја со која си започна. И мислам дека тоа беше една од главните причини зашто се одлучив да се приклучам на оваа фирма и едноставно работам тука веќе 3,5 години. И во моментов го пораснавме тимот значи бевме четворица во моментот кога јас се приклучив и имавме само pre-seed funding, од тогаш задовме 2 нови рунди на финансирање. Во моментов сме пред земање на 3-та рунда на финансирање и го пораснавме тимот на 30 на вработени. Во смисла на ризик, мислам дека една од работите која што јас ја немав сватено во моментот кога заминав од Македонија е дека во Македонија ние ризикот многу го поистоветуваме со failures, со падови, со неуспех. И мислам дека едноставно има два типа на failures. Едниот е operational, а другиот е experimental. И мислам дека ние ги поистоветуваме тие два типа на failures, а мислам дека се целосно различни. И тоа беше една од главните работи кои што јас требаше да ги сватам кога дојдов во Америка, заради тоа што мислам дека ако не стигнеш до моментот кај што имаш комфорт да правиш experimental failures во средина која што не ти е позната, во средина кај што пробуваш нешто ново и експериментираш, мислам дека никогаш нема да го преземиш тој ризик да направиш некој голем успех. Чисто кратко, инаку оперативни failures во позната средина, едноставно нешто што го познаваш, некаде каде што веќе процесите се воспоставени и е failure на процес. И мислам дека тие се failures кои што можат да бидат превенирани. И едноставно, ако имаш operational failures, тогаш е твоја вина, заради тоа што ти била позната средината, си знаел како можеш да ги превенираш и не си успел да го направиш тоа. А друга страна, experimental failures, мислам дека се многу битни, заради тоа што никој нема да ти го земи тоа за зло ако имаш неуспех и се обидиш да направиш нешто ново. Во исто време добиваш многу голем сигнал од средината за тоа дали нештото кое што си го пробал е квалитетно и како можеш да се подобриш во наредната итерација. И нормално дека големот дел од овие обиди ќе пропаднат, меѓутоа добиваш цело време постојан фидбек за тоа како да се подобриш, за секој нареден обид да биде подобар. И мислам дека едноставно треба да станеш комфорен со овој концепт ако сакаш во одреден момент да креираш своја фирма. Заради тоа што не секоја одлука која ќе ја донеси ќе биде перфектна во средина во која не ти е позната. Така да. Импресивно. Денко, кој е риф? Да, јас да се надоврдам само на тоа детале што кажуваше, значи јас се согласувам целосно со тоа што product market fit значи да во некоја средина да најдеш нешто за кое што има некој клиент за кој што би платил нешто.
Значи тоа е најчесто експериментален процес и мислам дека многу е битно да се создаде добар процес во експериментирањето за да се добија за резултатите кои што ги добиваш од експериментирањето да ги користиш за во кој правец би го движел тој продукт. Значи многу голем дел од стартапите не успеваат заради тоа што не можат да најдат product market fit. Тоа значи дека не можат да најдат маркет за нивниот продукт. Значи не можат да најдат клиенти кои што би плаќале за нив. Да продолжиме на мислам дека треба некој не е на мјут тука. Ве молам на мјут само ставете. Мислам дека и админот може да мјутира луѓе. Значи Риф е еден блокчейн. Да. Значи Риф е блокчейн кој што се занимава со токенизирање на equity. Значи тоа не знам колку лесно можам да го објаснам не технички. Тоа значи во моментов ние сите assets кои што вклучувајќи куќа или акции од берза се живеат во различни регистри, генерално многу тешко се префрлаат измеѓу. Значи постои едно нешто кое што се вика токенизирање, што значи во некаква дигитална форма може да биде заменето нешто како title deed или како equity. Значи на ист начин како што во моментов можеме да префрламе да речеме пари преку PayPal, на тој начин да може да се префрла лесно имот, многу брзо да се префрла или акции од фирма многу брзо да се префрла. Значи токенизацијата е една работа која што ќе ја забрза екстремно финансиската индустрија. Во моментов банките не работат во викенд, не работат после 4 часот, значи не се адаптирани на тоа колку брзо светот сака да се движи финансискиот свет. И во моментов значи тој тренд токенизација и real world assets е еден тренд кој што на некаков начин технологијата од блокчейн се поврзува со глобалниот финансиски свет и во моментов проектот се фокусира на таа тема, соработува со многу регулатори во различни држави и веќе се експериментира со некои катастарски регистри, како на македонски наречени, конкретно во Дубај, каде што ќе може на многу лесен начин да се изврши трансакција, било кој дури од Македонија ќе може да купи дел од имот во Дубај, значи не мора да се купи целосно имот, може да се купи 5% од имотот, така натаму. Значи таа технологија овозможува голема флексибилност во тоа и моментално сме фокусирани на тоа. Колку луѓе денес вработувате, мислам, дали се сите таму стационирани во Дубај, таму е седиштето, за продуктите слушнавме, нели каде ги пласирате и колку си ти задоволен од она што денес го правиш? Јас сум релативно задоволен. Во моментов заради ситуацијата во Дубај малце се успорено таму, али не е тоа проблем, заради тоа што Дубај се продолжува да се функционира, али малце поспоро. Тимот е ремоут, значи вкупно некаде околу 20 до 25 души е тимот. Некој дел од тимот работи на ресерч, некој се програмери, така да измешан е тимот. Конкретно нема физичко седиште, затоа што цел тим е ремоут. Мислам дека многу често сега тимовите се сите ремоут. Така да во зависност од каков кадар е потребен, програмери во Словенија, програмери во Украина, бизнес девелопмент во Америка или во Дубај, значи во зависност од каков кадар е потребен, луѓето се на различни локации и тоа се почесто се случува. И затоа е многу битно, иако некој живее во Македонија, многу битно е да свати дека нема никаков проблем со интернетот во Мајами. Да. За IT не водам грижа, јас дали. Да, ако некој живее во Македонија, не значи дека има некаков disadvantage. Значи моментално се случува на интернет, така да не е многу битно кој географски каде е лоциран.
Супер. Тале ни кажа накратко дека и во твоето семејство, твојот татко нели имате семеен бизнис и така натаму, но ти се одлучи да градиш кариера независно од тоа да правиш нешто свое настрана. Дали можеш да се сетиш на потешкотиите на почетокот на професионалната кариера, што научи од тоа, дали генерално можеш да ни опишеш еден твој просечен работен ден? Седиш дома со А, компјутерот вака, ремоут работиш или цел ден има во, некои состаноци и динамика? Во моментов сме во канцеларија, мислам. Ја почнавме фирмата remote, ама мислам дека тоа кое што беше по одреден начин нуспојава на COVID и остатоците од неја, според мене, мислам, јас дефинитивно се сложувам со Денко дека географската локација не секогаш има огромен придонес кон успехот или неуспехот на компанијата, меѓутоа мислам дека во моменти кај што мислам дека различни индустрии имаат различно ниво на competition и мислам дека во момент кај што сите останати фирми во твојата индустрија се in person, мислам дека има некои недостатоци на remote working кои што малку се тешки да се надокнадат и јас во моментов реално се фокусирав на креирање на канцеларија во Њу Јорк и тоа беше дел од причината зашто се пресели во Њу Јорк измеѓу останатите. Една од главните причини, чисто да не ја завршам само тука приказната, да кажам зошто мислам дека има некои придобивки на in-person, мислам дека квалитетот и брзината на проток на информации измеѓу различните, поготово измеѓу различните тимови, например помеѓу customer success, sales, marketing и engineering, е многу полесно кога тимовите се наоѓаат на исто место, едноставно заедно одите на ручек и ги имате тие неформални разговори и може да ги споделите информациите. Тоа не значи дека со remote тим не можеш да направиш успешна фирма, далеку од тоа, мислам дека ние имавме релативно добар успех дури бевме remote. Само мислам дека бариерите на успешно комуницирање се малку повисоки и мислам дека бара малку повеќе енергија и малку повеќе вложување за да имате успешна комуникација на истото ниво. Така, да продолжам, Орде, може или? Да, слободно. Значи само да ја завршам мислева од претходно, мислам дека можда ова претходно размислување кое што го кажав беше малку контраверзно и би сакал да дискутирам со било кој ако има различни размислувања, би сакал да слушнам искуства ако има начин да се подобри начинот на кој што ние сме ја поставиле фирмата. Ама да се вратам на иницијалното прашање, пошто мислам јас имам одредено видување во моментов, ама тоа што сакам да кажам е дека не мислам дека моето видување е единствено точно, само онака лична преференца е во моментов со оглед на искуството кое што јас сум го имал. Инаку, што се однесува до потешкотиите на почетокот на основањето на фирмата, значи јас се приклучив нели да го водам техничкиот дел на фирмата и мојот фокус беше на вештачката интелигенција, меѓутоа ако си во фирма со четворица вработени, мислам дека тешкотиите доаѓаат во тој момент од секој аспект, заради тоа што ние немавме тим за продажба или тим за маркетинг или тим за customer success, така да во почетокот секој работеше се. Заради тоа што имавме продукт и едноставно требаше да најдеме начин тој продукт да заврши во рацете на корисниците. Така да мислам дека потешкотиите беа онака едноставно треба да станеш конфорен со тоа дека има многу работи кои не ги знаеш и треба да ги научиш на самото работно место. Например, како да пичуваш на venture capitalists, како да продаваш, како да правиш маркетинг, како да создадеш бренд, како да вработуваш, како да градиш доверба. Мислам дека како што Денко кажа малку порано, наоѓањето на product market fit, посебно за фирма од таа големина е веројатно најголемата потешкотија, заради тоа што фидбекот кој што го добиваш од пазарот е брутален. На крајот на денот, единствениот фидбек во тој момент за product market fit е дали некој е спремен да плати пари за твојот производ, што значи во превод, дали за одреден клиент или за одреден потенцијален клиент, твојот продукт решава доволно голем проблем, кај што тие се спремни да издвојат пари за него. Заради тоа што нели секоја фирма има одреден буџет и едноставно треба да твојот продукт да решава проблем кој што е доволно голем за тие да издвојат средства за него. Посебно ако твојот продукт не се наоѓа на нивниот critical path.
Нели, пошто секоја фирма има critical path на нивниот продукт кој што го произведуваат, исто како и ти, ако твојот продукт не е на тој critical path, едноставно треба да решаваш доволно голем проблем за да издвојат средства. Мислам дека ова беше доста интересно, еден од другите големи предизвици за нас, како мал стартап, посебно во сферата на податоци и аналитика, беше градењето доверба, заради тоа што мислам дека податоците, нели, и аналитиката се еден од најсензитивните асети на еден бизнис и едноставно кога ти ќе дојдеш пред некој голем enterprise во Америка и ти си тим од четворица, многу тешко е да ја добиеш довербата кај што тие би ти дале пристап до нивните податоци и би ти верувале дека ти нема да ги злоупотребиш на било каков начин или дури нема да ги злоупотребиш намерно, туку дека едноставно твоите системи ќе бидат доволно безбедни за да тие да немаат некаков ликич на податоците кај што тие ќе станат јавно достапни или ќе станат достапни за нивните конкуренти. Така да мислам дека тоа беше исто еден од големите challenges кои што ги имавме на почетокот на фирмата. И мислам дека друг челендж кој што јас го имав, едноставно она што го кажав претходно за experimental failures, е фактот дека производот кој ќе го направиш никогаш нема да биде перфектен во првата итерација. Едно нешто со кое што треба да станеш комфорен е дека ќе изнесиш производ, ќе добиеш многу фидбек од клиенти или потенцијални клиенти и треба многу брзо да сфатиш, да направиш фреймворк во кој што сфаќаш кои делови од тој продукт се добри, а кои делови од тој продукт не се доволно добри и како да ги унапредиш за да стигнеш до момент кај што некој би издвоил средства за тој продукт. И мислам дека тие веројатно беа најголемите challenges во таа фаза на фирмата. А што се однесува до мојот работен ден, мислам дека мојата позиција и моментално е доста multifaceted, во смисла голем дел од времето го поминувам на програмирање, заради тоа што сакам да останам близок до продуктот и сакам да едноставно да имам чувство за тоа што се случува во продуктот, за да можам многу побрзо да итерирам со оглед на брзината со која што технологијата се менува, која што ние нели ја користиме. Остатокот од денот мислам, во остатокот од денот исто доста време поминувам во читање на најновите трендови, најновите технологии кои што се развиваат во вештачката интелигенција, заради тоа што на некој начин тие го диктираат патот на нашиот производ. И посебно во нашата сфера, кај што има доста incumbents, доста онака постоечки фирми кои што веќе се етаблирани на маркетот и имаат многу подобра дистрибуција од нас, ние едноставно мораме да бидеме чекор пред нив во поглед на квалитетот на производот за да успееме да добиеме дополнителен пазар, да успееме да придобиеме клиенти. И мислам дека доста голем дел од времето поминува во product strategy и читање на најновите трендови, едноставно разбирање и зборување со peers, со луѓе кои што се во истата индустрија, за да можам да оформам добро мислење за тоа каде индустријата се движи. И мислам дека тоа се некако главните делови на мојот ден. Значи, програмирање, едноставно учење нови работи, разбирање на стратегијата за нашиот продукт каде се движи и координација измеѓу тимовите со цел да имаме smooth release на нови features на производот и комуникација со постоечки клиенти и проспекти. Така да мислам дека тоа се главните аспекти. Супер. Не знам сега дали е тоа најприфатливо, некако стоиците се спротивставуваат во современава психологија, поинаку се зборува, вика американциве на предлогот, нели, да имаш набиен распоред во денот и постојано да пречкртуваш некои работни обврски не е најдобрата работа, затоа што те дефокусира од најважните нешта во животот. На 2, 3, 5 задачи наместо да се посветиш, ти имаш тенденцијата е да пишуваш 20, 30, 50, пробуваш да влезеш во трка со времето и на крајот вика остануваш несреќен на крајот од денот, бидејќи иако си завршил многу, се чувствуваш исцрпен, но не си се фокусирал на оно што е најважно, што треба да го правиш. Ова чисто така како едно видување. Мислам дека е доста интересно, ако може да се надобрзам, заради тоа што мислам дека
Мислам дека ова е едно доста така hot take, ама мислам дека е нешто на кое што доста многу сум размислувал во последниве неколку месеци и мислам дека има позитивни и негативни аспекти, нели? Вештачкава интелигенција е еден голем порамнувач. На пример, во минатото, ако ти беше онака извонреден software developer, имаше многу големи предности во споредба со некој просечен software developer или со некој кој што не знае да програмира, заради тоа што можеш да посветиш помалку време, заради тоа што ги едноставно го имаш тој skill set за да направиш некој outsized outcome. Во моментов, мислам дека вештачката интелигенција едноставно го порамнува пристапот до релативно квалитетен код и едноставно луѓето кои што завршуваат повеќе или луѓето кои што добиваат повеќе во оваа средина се луѓе кои што се спремни да вложат повеќе време. Кое што е добро и лошо, зависи од која страна на равенката гледаш, нели дали си бил extremely good software developer in the past and now your skill set is a little obsolete, или си бил просечен девелопер кој што сега едноставно има како superpowers на неговиот skill set. И да, мислам дека онака малку станува rat's race генерирањето на софтвер и мислам дека, например, ако го споредам и мојот работен ден, мислам дека и предпоставам дека и Денко се сложува, ако работиш на реален софтвер девелопмент, имаш 5 или 10 агенти кои што во моментов работат во позадина, дури сум јас на овој кол и треба да кога ќе заврши овој кол јас да ја прегледам работата која што ја завршиле за да видам дали е доволно добра и мислам дека треба да си спремен многу на context switching и да се помириш со фактот дека не се што си зацртал за овој ден можеш да завршиш, заради тоа што дефинитивно она што си го зацртал е преоптимистично за да се заврши во еден ден. Hvala. Да, се Денија, согласувам целосно со сето тоа. Сакав да се надоврзам на уште една работа. Многу често слушам дека постои некаков страв од вештачкава интелигенција, дека некои работни места ќе бидат заменети или некој ќе стане deprecated, значи неговиот skillset. Тоа е тоа е точно, али не е целосно точно, заради тоа што не е најуспешен тој што е најсилен, туку тој што најбрзо може да се адаптира на новите услови. Значи, кон вештачката интелигенција треба да се гледа од аспект дека тој што побрзо ќе ја примени, станува поредок на маркетот. Значи, се создала некоја нова работа која што може да те направи тебе да видиш, како што кажа Тале, многу поефективен или побрз или да во пократок временски период може да работиш на повеќе работи и со тоа твојот скил станува подобар. Значи не вештачката интелигенција во моментов не ги заменува луѓето, туку ги прави да бидат поефективни, но нормално ти треба да научиш на кој начин треба да ја користиш вештачката интелигенција и во каков контекст. Претходно, друга работа на која што Тале зборуваше околу product market fit, значи идеите се многу се битна работа, али не се најбитна работа. И со вештачкава интелигенција веќе идеите стануваат многу честа работа, се повеќе луѓе имаат идеи, па дури можат од аспект на продукт да ги имплементираат релативно брзо и јефтино, заради тоа што сега имаме алатки како vibe coding и многу лесно може да се излезе некој прототип. Но многу битно е да се свати што во таа идеја е конкурентната предност. Значи, многу често забележувам најголемите грешки кои што ги прават предприемачите се заљубуваат во нивната идеја, мислат дека некаква мала девијација од нешто постоечко ќе направат нивната компанија да биде успешна и веќе кога навлегуваат и се почнуваат да се занимаваат и да работат кон таа идеја, значи се влегуваат во таа идеја и после многу тешко како tunnel vision, многу тешко може некој да ги одвлечи и најчесто знаат многу долго време да изгубат, значи години од животот, паметно би било да се откажат на почеток. Значи треба да се креира некој фреймворк на начинот на гледање на идеите. Значи и уште една кратка работа, краток фреймворк како би требало да се гледа. Значи секоја индустрија што почнав на почеток има некоја временска рамка. Значи имаше рана индустрија. Значи пред 20 години смартфон индустријата беше рана индустрија. Значи имаше многу конкуренција, никој немаше некоја преголема конкурентна предност.
секоја индустрија има некаков тек. Значи во првите неколку години затоа потенцирав дека многу е битно да се влези рано во некој нов тренд. Заради тоа што кога влегуваш рано, имаш многу поголема шанса отколку кога влегуваш во некоја индустрија која што веќе е established, во која што веќе играчите се поставени. Значи сега кој би направил нов смартфон кој што бил конкуренција на Google или на Apple. Значи таа индустрија, таа врата во таа индустрија е затворена. Значи треба да се гледа кон индустријата, во која фаза е индустријата и на кој начин јас можам да се поставам во индустријата за да креирам конкурентна предност, да најдам product market fit, заради тоа што доколку е касно, значи само единствено што можеш да правиш е услуга на таа индустрија, не можеш да станеш гигант во таа индустрија. Значи фирмата Тотале е релативно рано е влезена во индустријата, значи колку што сватив 2018-19 година, што значи сега истата идеја, значи да земи да ја прави некој од почеток, значи тие веќе има стекнато клиентелата, фирмата има стекнато социјален капитал во смисла на доверба. Значи истата идеја, и да е 20% подобра, нема шанса да успее на маркетот заради тоа што не била на време. И ова се најбитни работи се за предприемаштвото, не само идеи да се биде инвентивен, туку и на начинот на кој што брзо можеш да ги убиваш идеите, доколку не се како што треба, и пробувањето на идеи да не те кошта многу. Значи тоа е една битна работа. Доколку ти собираш пари 3 години за да отвориш нешто во кое што вложуваш премногу капитал и тој има голема шанса за неуспех, значи асиметрично е колку успехот загубата. Затоа многу луѓе се risk averse, значи се плашат од ризикот, заради тоа што значи секој бизнис треба да се гледа како фрлање на коцка. Доколку фрлањето на коцка те кошта многу капитал, време и пари, а шансата да ти се погоди шеска е мала, тоа е проблем. Значи треба да се поставиш во индустрија каде што фрлањето на коцка може да го правиш брзо и релативно ефтино. И на тој начин можеш да итерираш из различни идеи, да не се заљубуваш во идеите додека не валидираш со дата дека ова е нешто кое што има потенцијал. И тоа е, значи има многу материјали, книги на овие теми и мислам дека треба да се посвети време, али не е ништо тешко, само треба да се научи начинот на пристап кон работите. Мислам дека апсолутно се сложувам. Мислам дека една од главните работи која што Денко овде ја кажа, мислам дека постои еден термин многу специфичен за ова, кој што е многу како се кажува, актуелен во покер како игра, е the sunken fallacy cost. Едноставно, многу луѓе имаат confirmation bias кон нивните идеи, заради тоа што посветиле одредено време на таа идеја, посветиле одредени пари вложиле во таа идеја, и како што кажа Денко, се заљубуваат во идејата и дури гледајќи го фактот дека не добиваат позитивен сигнал во моментов од пазарот дека таа идеја е добра, тие најдуваат начин да ја валидираат внатрешно, заради тоа што размислувањето е јас потрошив 3 години на оваа идеја, ништо лошо нема да се случи ако потрошам уште една и работите ќе се подобрат. Многу е неверојатно, многу мали се шансите за во тој момент да се подобрат работите, едноставно треба да сватиш дека подобро е да ги минимизираш загубата, ако пазарот ти праќа сигнал дека едноставно идејата не е доволно добра во моменталните услови, отколку да продолжиш само заради тоа што веќе си вложил голем капитал, без разлика дали тоа е финансиски, временски или од било кој аспект. Ако смеам да сумирам, значи, вие го поддржувате на некој начин сега со менеджмент речник флертот, додека водите, додека се занимаваш со бизнис идеја, флерт, ама да не се заљубиш. Значи, можеш нешто да размислуваш за продукти и така натаму, ама да не станеш посесивен, бидејќи тоа може да те одведе во амбис, ако можам така да заклучам. Сега за двајцата е прашање. Многу е лесно на телефонот, ако скролнеме, многу лесно може на 2070 година да појдеме. Еве да не одиме нешто подалеку. Од сега некои 40 на години, да кажем. 2070 година, кои се вашите предвидувања, што се ќе се случува? Сега зборуваме четврта индустријска револуција, зборуваме нешто за дигитален простор, мета, вештачка интелигенција. 2070 по ваше за шо би зборувале нашите деца?
Дени? Значи јас мислам најголема, значи во моментов значи во минативе 3 години имаме огромен скок во сите индустрии заради artificial intelligence и историски гледано нашата индустрија, технологијата е таа што најбрзо ги забрза продуктивноста во сите индустрии. Јас највозбуден сум за healthcare и за education генерално, заради тоа што мислам дека најголем импакт тоа би направило, начинот на кој што се конзумира знаење, начинот на кој што уште од многу мала возраст може да добиваш ти некаков модел оптимизиран за начинот на кој што ти конзумираш знаење. Значи јас мислам дека релативно неефективно е седењето во училница, заради тоа што ние сме 30 деца со на различен начин ни работи мозокот, од аспект на некој е покреативен, некој е поматематички настроен и во моментов добиваш наставник кој што е релативно, пошто е човек неконсистентен од аспект на како е расположен, од аспект на кое дете е преферирано во смисла на некој дете доколку е позаинтересирано, наставникот има подобра. Значи во сето тоа, јас мислам дека едукацијата како што ја знаеме ние ќе престане. Значи јас мислам дека моето дете нема да оди во традиционално училиште. Мислам дека ќе има социјални активности кои што се екстремно битни, но нема да конзумира, значи нема да учи на начинот на кој што ние сме учеле. Тоа е една работа, здравје, значи во healthcare се случува огромен подем, значи од сите аспекти. Мислам дека ќе успееме да го зголемиме животниот век на човекот барем за 30% во нашата генерација. И овие две работи мислам дека се најголема промена и има и други индустрии кои што тале сигурно пошто тој е уште поблиску до оваа индустрија од мене, значи најверојатно гледа некои работи уште поблиску, така да тие две работи се за мене најбитни. Супер интересно. Тале, Ојли? Мислам дека има неколку екстремни малку гледишта на оваа тема и мислам дека јас едноставно доста време се борам со самиот себе да утврдам кој е моето гледиште, така да мислам дека ќе почнам со овие малку поекстремни гледишта кои што не се моите и после тоа мислам дека ќе конвергирам на моето гледиште. Мислам дека прво постојат луѓе кои што на некој начин се малку tech doomers, кои што нели очигледно е дека вештачката интелигенција е огромен disruption на моменталното општество и дека многу сфери на општеството ќе се променат. Сега прашањето е дали ќе се променат на добро или на подобро или полошо. И сега овие нели кои што се tech doomers размислуваат дека вештачката интелигенција ќе замени сета корисна работа која што луѓето во моментот ја прават, луѓето ќе ги изгубат работите, едноставно нема да имаат начин да заработуваат да може да си дозволат свој сопствен живот и владите во секоја држава ќе треба да воведат некој тип на universal base income или нешто слично и едноставно ќе биде некој екстремен капитализам кај што неколку фирми, неколку најголеми држави кои што се највлијателни во вештачката интелигенција ќе имаат целосна моќ. И мислам и едноставно луѓето во тој момент би имале криза на идентитет, кој што мислам дека ова е прво премногу екстремен поглед и мислам дека дефинитивно нема да се случи, ама од друга страна мислам дека е доста примамлив за луѓето и мислам дека доста луѓе го застапуваат заради тоа што едноставно како род, како species, ние сме програмирани on survival и едноставно премногу внимание му даваме на негативните outcomes во животот и мислам дека премногу се фокусираме на најлошите можни сценарии како можеме да ги превенираме. Од друга страна мислам дека постојат луѓе кои што се tech maximalists, кои што веруваат дека вештачката интелигенција ќе креира масивен abundance и дека ќе ги реши сите најголеми човечки проблеми во смисла на неизлечиви болести кои што во моментот ги имаме, недостаток на храна, посебно органска храна за најголем дел од, пошто нели дури во моментов мислам дека постои некоја статистика дека околу 1 милијарда
1 милиарда жители на нашава планета немаат пристап до доволно калории за да имаат достоинствен живот кои што се потребни за нормално функционирање. Образование, healthcare, productivity. Според мене, мислам дека барем во во поблиската иднина, мислам дека одговорот е малку покомплексен и мислам дека вештачката интелигенција дефинитивно ќе замени доста голем дел на работни позиции и мислам дека голем дел од работните позиции кои што во моментов постојат, посебно во white collar jobs, нема да постојат за 10 или 20 години. Меѓутоа, мислам дека тоа е точно за секоја револуција. Например, ако се вратиме, не знам, неколку стотици години наназад, до индустријската револуција, пред индустријската револуција, најголем дел од работните места кои што луѓето ги работеа беа мануелни, беа во agriculture, беа во рачно шиење, беа во такви работи. После индустријската револуција, најголем дел од луѓето се префрлија во оператори на машини, работење во машински погони, не знам, користење на машинерија за да ги завршуваат сите тие работи кои што претходно ги завршуваа мануелно. И мислам дека тоа е неминовен процес на секоја една револуција и мислам дека револуцијата со вештачката интелигенција е една од најголемите кои што досега сме ги виделе. Како што кажа Денко, јас мислам дека кажа нешто со кое што апсолутно се сложувам малку порано, е тоа дека нема најпаметните и најсилните да обстојат во оваа револуција, како и во секоја друга револуција, туку оние кои што се најспремни да се прилагодат на новите услови на средината. Да, точно. И сметам дека како мислам многу е полесно како species, како род, ние сме многу функционираме преку pattern matching. Во смисла можеме да видиме што се случило историски и можеме преку историски настани да предвидиме што ќе се случи во иднината. Меѓутоа многу е тешко. Така наречена предодреденост, да. Да, многу е тешко во моменти на ваква револуција да ја предвидиме иднината заради тоа што едноставно се настани кои што не можеме, едноставно не сме ги виделе во минатото, нели секоја нова револуција носи настани кои што се многу различни од настаните кои што се случувале во минатото. Така да мислам дека реално е малку неблагодарно да се даде некој конкретен одговор. Меѓутоа, јас исто сметам дека некои од индустриите кои што дефинитивно ќе имаат огромен подем и огромни придобивки од оваа револуција се дефинитивно healthcare, посебно за rare diseases, заради тоа што мислам дека во моментот вложувањето кое што медицинските фирми, кои овие pharmaceutical companies треба да ги направат за да излечат некој rare disease кој што не знам е присутен кај некој многу мал дел на популацијата, едноставно не е вреден од финансиски аспект, нормално од хуманитарен аспект е вреден, меѓутоа не е вреден од финансиски аспект за тие да ги инвестираат средствата. Мислам дека вештачката интелигенција многу ќе го демократизира таа индустрија и многу ќе ја направи попристапна и мислам дека една од работите кои што реално е многу возбудлива е тоа што ќе стигнеме до лекови за многу ретки болести кои што во моментов едноставно финансиски се неисплатливи за сите овие големи фирми и колку и да е од хуманитарен аспект тоа добро за нас, на крајот на денот тие се јавни фирми кои што одговараат пред нивните stakeholders. Така да мислам дека тоа е една од најголемите придобивки на вештачката интелигенција, во исто време како што кажа Денко и образованието и посебно персонализираното образование, заради тоа што посебно пристапот до персонализирани тутори кои што можат да се прилагодат на твоите потреби, на твоите когнитивни способности, на твоите интереси, мислам дека ќе бидат екстремно битни во иднина, а во исто време се надевам дека и индустрија од типот на енергија и прехранбена индустрија мислам дека може да имаат огромен позитивен импакт од вештачката интелигенција. Така да мислам дека тоа се веројатно индустриите кои што јас се надевам би имале најголем позитивен outcome. Јас не би ве прашувал понатаму многу уште за вештачката интелигенција, за можностите, бидејќи мислам дека треба да оставиме малце простор некој ако сака да праша во тој дел. Ме интересира бидејќи не знам тале која генерација беше, Денко мислам 94-та. 97. 97, па добро, окей. Значи, како да дискутираме со Gen Z генерацијава? Дали тие реално можат да бидат предводници на промени? Многу дискусии има во
регионов, барем овдека, за тоа, нели, како да ги вработиме, дека многу се целно ориентирани кога ги вработуваме, некои велат дека ги красат два збора лаба во ветување, тешко можеш да се договориш, дека се многу посклони кон тоа да изнудат одредени услови, иако социолозите ќе се согласат дека многу е тешко да се генерализира, не соодветно е, меѓутоа е вака генерално ваше некои видове. Искрено, јас немам многу размислувала на оваа тема. Мислам дека една од најголемите проблеми на оваа генерација е тие најголем exposure има кон глобализацијава, што значи дека работиве кои значи многу од младите сакаат да работат ремоут, многу од младите не се задоволни од околината, сакаат да се преселуваат. Инстаграм е една од најголемите работи која што јас мислам екстремно голема штета му има нанесено на општеството во минатите 10 години. И од друга страна проблемите пак со фирмите кај што бараат искуство, екстремно високи искуства уште од почеток, значи креираат некаква бариера за младите да можат лесно да најдат работа или лесно да се вклучат да бидат дел од нешто. Така да оваа генерација јас не сум многу задоволен за начинот на кој што големите корпорации пробуваат за да направат нешто околу ова, гледам многу проблеми. Се надевам дека на некаков начин дека овие алатки кои што ги добивме во минатите неколку месеци ќе помогнат со тоа. AI алатките, значи забележувам дека младите сега почнуваат да пробуваат да прават сами работи на интернет, да се осамостојуваат. Значи во секој случај, значи мислам дека во наредниве неколку години ќе видиме некаква адаптација со помош на новите алатки, али за тоа што досега се случува во минатите години, јас многу не сум задоволен, али немам и толку многу размислувано на кој начин би се решавале тие проблеми. Али затоа сум ентузијастичен за иднината заради тоа што сега има алатки кои што мислам дека ќе направат позитивна промена. Мислам дека имаме, не знам колку време има, уште 8 минути, има нов линк тука. Да, имаме нов линк, бекап линк, 4 го имате, значи може Продолжуваме ли? Тале во 5 минути да го сумираш и да одиме на новиот линк. Да. Види, јас вајда по дефиниција сум на граница измеѓу Millennials и Gen Z, така да делумно можам да зборувам од сопствено искуство, кое што не знам дали сум баш најрепрезентативен примерок на Gen Z како генерација и малку ми е тешко да генерализирам од моето искуство со самиот себе. Мислам дека дефинитивно се стожувам со она што Денко го кажа, дека социјалните мрежи едноставно пристапот до тие некои гламурозни лайфстайлс едноставно малку ги изместија очекувањата кај помладите генерации од тоа што значи да се посветиш на одредена кариера и колку време реално е потребно за да стигнеш до успех во одредена кариера и мислам дека од тој аспект е малку тешко да стигнеш до комитмент од некои помлади вработени во смисла дека очекуваат многу брзо да стигнат до некои outsized outcomes кои што не се секогаш реални во реалниот свет. Во исто време мислам дека ќе има дефинитивно огромна адаптација во тоа како професионалниот свет функционира, посебно со вештачката интелигенција, заради тоа што факт е дека per employee, по вработен, придонесот на секој вработен и едноставно нивната ефикасност се зголемува и мислам дека тренд ќе стане се повеќе и повеќе во иднина да се намали, да станат тимовите по-лин, по-мали, едноставно ќе бидат тимови со малку вработени кои што се екстремно компетитивни и екстремно посветени да ја завршат работата која што се очекува од нив. Што значи дека во исто време ќе се отворат дека едноставно многу луѓе ќе мораат да најдат некој друг извор на приход и мислам дека тој друг извор на приход ќе биде преку отворање на сопствени бизниси, заради тоа што вештачката интелигенција е еден голем порамнувач од тој аспект, кај што ако порано дури за да имаш софтверска фирма, тебе ти требале луѓе кои што го менаџираат
не знам, customer success тимот или sales тимот или маркетинг тимот, во моментот многу од тие функции можеш да ги завршуваш самиот, ако си едноставно доволно посветен на твојата идеја. И мислам дека од тој аспект бариерите на пристап до сопствен бизнис многу се намалуваат и мислам дека ќе има некоја рекалибрација, кај што нели Gen Z генерацијата ќе мора многу повеќе да се насочи кон отворање на сопствени бизниси во смисла на едноставно стигнување до некој приход од кој што можат самите себе да се издржуваат и мислам дека тоа е еден тренд кој што ќе го гледаме во иднина и мислам дека во тој момент и иницијативите да бидеш едноставно посветен се менуваат заради тоа што работиш за самиот себе и you have to catch your fish to eat it. Треба да самиот да уловиш рибата за да можеш да ја јадеш, инаку нема како да јадеш. И мислам дека во тој момент иницијативите се порамнуваат, кај што едноставно можеш да бидеш посветен заради тоа што немаш друг избор. Многу искуство собрано кај овие на граница меѓу millennials и Gen Z или кај millennials еве за Денко. Јас предлагам сега да се префрлиме на последниот, ви ветувам дека ова е последен линк, нема да имаме повеќе. Дени спомена нешто дека почна некоја иницијатива со Actum MK. Која е целта на ова здружение, зошто токму овдека е основано? Значи, идејата, Actum, прво името, е од зборот акт и од зборот значи да се прави нешто со разум. Целата мотивација беше од аспект каде што значи секој пат кога јас се враќам во Прилеп, некој кога не е на едно место може многу полесно да обзервира нешто доколку некој е таму. Гледам дека се помалце се случуваат работи и некако мислам дека има огромна потреба и огромен интерес за да се случуваат некакви настани од аспект на култура, уметност, спорт и образование. Значи, мојот брат минатата година организира концерт кој што имаше многу луѓе беа задоволни, беше хуманитарен концерт. Ова година се организира исто така и наместо еден ден сега ќе биде 2 дена, значи ивентот расти. Целта на организацијата е да креира повеќе такви ивенти. Airflow Music Festival е името на концертот. Значи целта на оваа организација е не само од аспект на entertainment, туку да креира различни работи и од аспект на култура, уметност и образование. Моментално, значи, сме неколку пријатели кои што ми се моја генерација. Антони Миоски е еден од нив, Марио Лукас, Мартин Јовановски, Мартин Николовски. Ќе ви пуштам и на тале линк да разгледа точно за што се работи. Значи, тоа е здружение на граѓани, значи која што значи собира средства од фирми или индивидуалци кои што сакаат да помогнат да се креираат некакви ивенти во Прилеп генерално, па и пошироко. Главната цел е да се направат некакви активности кои што се самоодржливи. Значи целта на организацијата не е да креира профитабилен бизнис, туку целта на организацијата е да креира различни активности кои би биле самоодржливи до ниво каде што би постоеле сами на себе си. Значи порано во комунистичките и социјалистичките општества ова било значи морало да постои, значи државата ги финансирала овие работи. И со капитализмов, значи многу од тие работи кои што не се профитабилни, значи практично не постојат повеќе. И јас мислам дека лично имам можност, а и околу мене има фирми кои што би се заинтересирале најпрво од финансиски аспект, а потоа и од логистички аспект, а и од аспект на идеи, да се изгради некаква организација која што би донесла некаков нов живот во градот, некаков од различен аспект. Значи не е само спорт и entertainment, туку е и образование,
и моментално е во идејна фаза, веќе има веб страна Actum.mk и првите проекти ќе бидат пуштени оваа година. Така да препорачувам да се претплатат со имејл адреса тие што се заинтересирани, можат веќе да станат волонтери тие што се заинтересирани, таму можат да пополнат од кој аспект за што би биле заинтересирани да помогнат, дали тоа е култура и уметност, спорт, образование, музика, настани, технологија, значи после какви вештини има секој човек и идејата е да бидат вклучени сите кои што сакаат на некаков начин да создадат нешто ново во градот Прилеп. Супер интересно е, гледам, мислам, потенцијална соработка, може веднаш да се подпише меморандум за соработка со Ротари. Супер, Ротари клуб одлично. Прилеп, гледам тука представници од другите Ротари клубови, така да тоа е на линија со она што го прави Ротари заедницата во Македонија. Тале би сакал од тебе да слушнам една порака до младиве овдека генерално во Македонија. Сме дискутирале лично и со тебе, двајцата браќа ти се овде, едниот брат велиш не сака да дојде таму, добро му е овде. Се занимава со бизниси во Прилеп и смета дека е добра средина за бизнис. Кој е твоето размислување, вака порака што сакаш да ја пратиш до сите? Прво, секоја чест на Денко за Actum, за иницијативата и за дефинитивно би сакал да бидам вклучен, така да ако пушти ми линк во секое време, секоја чест стварно мислам дека е дефинитивно една од дека социјалниот аспект, социјалниот живот во Прилеп не е на ниво на кое што бил и е секоја чест стварно за иницијативата и браво. Порака, ова е мислам дека најтешкиот дел од дискусијата. Мислам дека, како што кажа ти, да, двајцата браќа ми се во Македонија, едниот е моментално, не знам дали моите се на овој состанок и на оваа дебата и не би сакал да го изложувам најмалиот брат на толку на јавен exposure, ама не сум сигурен дека ќе остане баш уште многу долго во Македонија, иако е втора година во средно сама, ама нема потреба да зборуваме за тоа во моментот. Мислам дека една од главните пораки ми е тоа дека прво вештачката интелигенција е еден огромен порамнувач на полето за игра помеѓу државите кои што едноставно имаат огромни капитални маркети и малите држави од типот на Македонија. И мислам дека секој еден млад човек кој што има амбиција и за кој претходно пристапот до капитал и пристапот до ресурси едноставно бил пречка за да започне нешто свое, мислам дека сите тие на некој начин изговори се во овој момент се надминати и мислам дека едноставно треба да го преземат чекорот и да одат напред. Во исто време мислам дека едноставно треба не постои бизнис кој е доволно кој е лесен и не постои лесен пат до успех на кариерен план и мислам дека луѓето треба да се посветат на нешто за кое што се генерално реално заинтересирани и во кое што можат да најдат некоја компетитивна предност, заради тоа што патот до било кој успех е долг и едноставно за било што и да се одлучиш, мислам дека ќе имаш многу подеми и падови и едноставно твојата внатрешна мотивација да создадеш нешто свое во било која во област и да е тоа што ќе те води напред во тој момент. Така да мислам дека едноставно според мене, за мене лично најбитниот момент беше да најдам нешто кое што реално мене интринзично, внатрешно ме исполнува за да можам да ги надминам сите тие тешки моменти, заради тоа што нели во секоја професионална кариера ќе има тешки моменти, едноставно таа внатрешна мотивација е помошта да се надминат. Да се надминат тие тешки моменти за да се дојде до одреден успех. На мјут си, Орде. Ви благодарам. Интересна, моќна порака. Јас не би продолжил понатаму со нови прашања, би ги повикал присутните. Дали има некој вака прашање директно да постави? Еве имаме Рула Чаламани, повелете. Здраво на сите. Би сакала да ја поздравам иницијативата на Ротари клубот Прилеп. Навистина една инспиративна вечер за толкав број на учесници, над 80 бевме на првиот линк.
Честитки од името на сите ротари клубови на Македонија. Моето име е Рула, координатор оваа година на ротари клубовите. Јас имам едно прашање до двајцата во духот на ротаријанството секако. Која е лекцијата за лидерство што мораше да ја научите, ама на потешкиот начин? Фала ви. Јас можам да почнам. Најтешката лекција на лидерство е тоа што во позитивни услови тимот па и околината се секогаш со тебе, али вистинските луѓе се гледаат во негативни во негативни периоди од животот. Значи лидерот треба да биде спремен на нелојалност, за жал. И тоа е една од најтешките лекции која што јас ја научив. Затоа што многу е лесно сите да бидат покрај тебе кога се како што треба, али вистинските луѓе од тимот и од околината се гледаат во тешките моменти. Мислам дека кратко, мислам дека една од лекциите кои што искрено и доста скоро ја научив е дека кога даваш негативен фидбек, прави го тоа многу конкретно, на многу специфичен начин, а кога даваш комплименти, давај онака широки комплименти во смисла на големата слика, на големата цел која што вработените имаат. Мислам дека луѓето се многу по ресептив, многу полесно го прифаќаат фидбекот, посебно негативниот. Секој доста добро прифаќа позитивен фидбек, нели? Така да мислам дека нема проблем дури позитивниот фидбек ако е доста генерален и не е многу стрикно насочен. Меѓутоа мислам дека за да добиеш почит како лидер, една од работите која што треба да ја направиш е да имаш многу специфичен негативен фидбек, заради тоа што мислам дека луѓето се многу по отворени да го прифатат и да се подобрат ако е нешто многу специфично, отколку ако му даваш некој многу генерален негативен фидбек, во смисла ништо од ова што направи не е добро. Мислам дека на тој начин едноставно не купуваш верност, меѓутоа многу полесно е да ги обединиш вработените позади твојата мисија, ако фидбекот ти е доста фокусиран. Роде пак си на мјут. Благодарам. Дали имаме некој друг кој сака да постави прашање или не знам, чисто да даде коментар? Ако има некој, слободно приклучете се. Океј. Добро, јас би прашал... Има едно прашање во четот долу. Добро. Значи, се вели дека со подемот на технологијата на квантни компјутери ќе се придонесе кон целосен disruption на блокчейн технологијата и со тоа целиот криптопазар. Иако квантум компјутинг технологијата е се уште во развојна и експериментална фаза, како што беше накојаш и вештачката интелигенција, која е вашето мислење за долгоречноста на криптопазарот? Тоа е добро прашање. Јас веќе Google има релативно добар напредок кон квантум компјутерите. Се уште се барем 5 до 6 години од нешто поконкретно, значи очекувањата прво беа дека во 10 години ќе има нешто кое што би било дисраптив за нашата технологија, али пред некој време најавија дека се прилично брзо напредуваат во овој аспект и препорачуваат за големите криптовалути да се адаптираат на quantum proof криптографи. Quantum proof криптографи значи дека и овие нов вид на компјутери нема да можат ништо да направат во таа криптографија. Најголемиот ризик е во постарите криптовалути како што е биткоин и во моментов значи можам да кажам дека биткоин е 80% од нашата индустрија. И веќе има неколку добри идеи како тој протокол да се адаптира, како енкрипцијата да се промени со цел да биде заштитена од квантум компјутинг. Така да индустријата ќе се адаптира на ова и најверојатно ќе ја примени оваа технологија за да порасне. Воопшто не гледам дека
ќе има некаков проблем, земајќи во предвид дека веќе има неколку идеи за решение на овој проблем. Пак си орден на мјут. Исто прашање доколку некој има, може и во четот да се постави. Добро. Еве, јас би поставил уште едно прашање. Доколку би живееле двајцата во Македонија во моментов, во што би инвестирале? Во агроиндустрија би инвестирал во се што е поврзано со храна. Плодни ниви и такви работи. Мислам дека тоа нема да е точен погодок и многу добро е што не е потребен толку голем капитал, значи капиталот е линарен со големината на тоа. И нормално второ е енергија. Значи нашата држава за овие две работи моментално има огромен интерес од странски инвеститори, ова го знам лично. Веќе и работам на некои случаи, на некои работи околу ова. Така да се што е поврзано со храна и енергија во Македонија, мислам дека ќе биде многу успешно од аспект на инвестиција. Одлично, супер. Се сложувам со Денко целосно и мислам дека уште една индустрија која што е доста интересна, иако влогот е малку поголем, е рудна индустрија, минерали. Мислам дека тоа е исто индустрија која што едноставно нема да биде заменета и мислам дека иако малку лимитот за влез е повисок, мислам дека долгорочно исплатливоста е неминовна. Супер. Интересно. Од ваша перспектива сега, мислам дека сме на некој начин научени како балканци да сонуваме, да сме зафатени многу со ситничарење, со ситни работи, да наведната глава сабија не ја сече, имаме народна поговорка и сме научени стално да ги намалуваме работите, некако како конзервиран да ни е умот дека ние не сме достојни или способни да направиме поголеми работи, често пати се лимитираме. Од ваша перспектива, еве, водите бизниси во странство, работите таму, достижно ли е да имате сопствен авион, да имате добар некој имот, куќа, пристоен живот и сите тие работи? Можеме се едноставно. Мислам дека има повеќе аспекти на прашањето. Прво, мислам, јас како дете доста се надпреварував на надпревари во математика посебно и компјутерски науки и сега го гледам истото преку брат ми, а и цело време онака ги следам резултатите. Мислам дека квалитетот на резултатите кои Македонија ги постигнува на овие светски надпревари со оглед на големината на државата е екстремно висок и мислам дека многу подобро котираме на сите овие надпревари од она што условно го заслужуваме ако направиме некој ratio на резултати per capita или по број на жители. Така да мислам дека ова го кажувам во смисла дека дефинитивно имаме човечки капитал и дефинитивно имаме квалитети повеќе од тоа што ни е потребен за било каков, мислам, успех во било кој технолошки аспект. А од друга страна мислам дека ова што ти го праша дали можеме да стигнеме до, не знам, приватен авион или било што, ја мислам дека прашањето не е дали, туку не е прашањето дали може, мислам дека дефинитивно можеме, прашањето е дали е потребно, заради тоа што според мене и ова е онака се враќа назад до она што го кажав за што значи успехот, за што значи да бидеш успешен поединец и мислам дека има некој diminishing returns на wealth. Нели постои доволно богатство кое што ти е потребно за да се издржуваш самиот себе и семејството и да ги задоволиш основните човечки потреби. Меѓутоа мислам дека од тој момент нагоре мислам дека богатството, онака вредноста на богатството се намалува и мислам дека успехот не се сведува на тоа дали можеме онака да стигнеме до тоа финансиско ниво, туку дали можеме да створиме нешто кое што е доволно кое што е потребно и услужува доволно многу луѓе, настрана од нас самите мислам дека е онака многу подобра цел кон која што јас би се стремал лично искрено. Се согласувам со Тале на оваа тема, значи мотивацијата за капитал кон себе си само до некој одредено ниво
работи, потоа значи треба да се гледа на капиталот на многу поопширен начин, значи каков импакт некој може да направи со тој капитал за да ја подобри средината на живот на другите. И мислам дека со првата работа е екстремно лимитирана заради тоа што кога ќе ги поминиш собствените потреби, како што се коли и такви материјални работи, единствен извор на мотивација за да продолжиш да се занимаваш со бизнис и да креаш капитал е доколку тој капитал се спроведи за доброто за сите. Прилично алтруистички и добар пристап. Еве имаме прашања тука, мислам дека две. Едното беше од Димитар Радески, другото е од Македонка Дона Димитрова. Уелте. Значи, ајде, од Димитар беше прашањето во поглед на начинот на функционирање, какви се целите и амбициите на Актум, како вид настани евенти ќе поддржува, мислам дека нешто кажавме, меѓутоа ајде вака сублимат еден краток. Значи идејата на Актум е најпрво културни и уметнички настани, затоа што тие мислам дека се работи кои што има интерес во нашето општество, следно спорт, значи рекреативни и спортски активности за младите, и образование и неформално учење, значи од работилници за дигитални вештини, како што се artificial intelligence, личен развој, шах, културни и уметнички настани, како што се театарски, значи поголемо активирање на театарот во Прилеп. Тоа е идејата. На веб страната има многу добро објаснето начинот на кој што би функционирало се тоа. Значи најпрво би почнало со средства кои што би биле дадени од моја страна и од страна на некои фирми во Прилеп кои што би се веќе заинтересирани да го поддржат ова. А потоа, како што кажав, идејата е да биде нешто самоодржливо, што значи нешто кое што волонтерите ќе креираат, е нешто кое што некој друг би бил заинтересиран да биде член или да плати за тоа и со тоа се креира некаков круг на sustainability. За да продолжи да постои нешто, не може секогаш да биде со свеж капитал финансирано, значи мора да се заврти и да стани самоодржливо. И идејата е да се фокусот е настани кои што многу брзо можат да се самофинансираат во иднина, но за почеток потребно е некаков капитал за да почне да движи тој круг. Океј. Имаме уште едно прашање, доколку вие би инвестирале во акции на странски берзи, во која компанија би вложиле? Или мислам дека ова е прилично голема тема, можеме многу долго да зборуваме на оваа тема, али мислам дека американската берза значи се покажа во многу лоши услови да е прилично солидна, така да некои од основните индекси како што се S&P 500 и Nasdaq се long term се екстремно сигурни инвестиции. Да, мислам дека избирањето на конкретно една фирма во која би се инвестирало е премногу неблагодарно и мислам дека едноставно во тој момент се сведува на одреден вид на коцкање со можеби малку повеќе внатрешни информации, доколку освен ако не си некој голем визионер за тоа точно во кој правец светот би се движел, едноставно заради тоа што проблемот е што премногу луѓе кои што се екстремно паметни секојдневно се фокусираат на пазарот на берзите и едноставно се обидуваат да го максимизираат нивниот профит и во глобала ги имаат искалкулирано на некој доста оптимален начин сите можни исходи од моменталната точка до каде нашиот светот би се движел во наредните неколку децении. Така да мислам дека избирањето на една акција, на една конкретна фирма и една конкретна акција во која би се вложило, мислам дека е доста тешко.
Ама како што кажа Денко, мислам дека овие индексни фондови ти даваат доста голем exposure на растот на самиот пазар, а мислам дека со оглед на тоа како модерната економија е моментално поставена и целиот циклус на инфлација и дефлација и принтањето на нови пари од страна на големите држави за да го намалат нивниот дефицит, мислам дека едноставно го движи целиот маркет према горниот десен агол, што значи дека вредноста на целиот пазар расти и се додека ти не си ги избрал баш тие акции кои што губат во тој нов свет, мислам дека ќе имаш добар некој return. Да, Мислам дека ова беше stock picking е воопшто нешто што не би го препорачал јас, значи само индекс тоа е како корпа од различни компании, постои некој кој што одлучува кои компании да бидат во таа корпа динамично, доколку некоја фирма не е доволно добра, автоматски без ништо вие да правите се заменува со тоа и тоа е најевтин начин да се биде изложен кон било која берза, али американската берза сепак се уште превладува. И најнизок риск профил има реално од секој друг тип на вложување во акции. Океј, да резимираме само со уште едно-две прашања, бидејќи кратко ни е времето. Значи, Батаклиев, со оглед на тоа што сме сведоци на првите сениор програмери без работа и илјадници студенти кои се запишуваат на финки секоја година и барање програмерска работа, дали сметате дека IT индустријата е презаситена и ако да, дали е попаметно да се насочат младите кон други индустрии, дали е вратата за IT веќе затворена? Ајде еден некој нека одговори сосема кратко. Повелете. Можам кратко и може. Јас ќе се бидам кратко и после може Денко да се надобрзи. Мислам дека постоеше едно верување дека оди ти сине или оди ти черко учи програмирање, ќе најдеш многу добра работа и целиот живот ќе ти биде решен. Мислам дека не сме повеќе во тој свет и мислам дека онака едноставно дефинитивно има некој заситување на пазарот и има доста висока количина на програмери. Меѓутоа во исто време мислам дека има и доста недостаток на код и мислам дека во минатото голем дел на фирмите бараа повеќе софтверски инженери од тоа што беше пристапно на пазарот, така да мислам дека дефинитивно ќе се воспостави некој нов еквилибриум кај што квалитетните програмери ќе продолжат да постојат заради тоа што има mission critical software, mission critical развој на софтверски продукти, кај што едноставно вештачката интелигенција не може сама по себе да го генерира целиот тој код. Не знам, на пример, авионска индустрија или некои слични индустрии, дефинитивно не би сакал да се качам во авион, кај што AI има vibe coded solution и системот едноставно престанува да работи на сред лет. Ама мислам дека со тек на време, мислам дека ќе се воспостави некој нов баланс, кај што мислам дека најголемиот тој пристап до раст и пристап до огромни ресурси во IT индустријата во моментот се малку замрува и мислам дека ова е истото она што Денко го зборуваше за тие growth cycles. Мислам дека во моментов веќе го достигнавме врвот на тој cycle за максимизирање на ауткамот од софтверско инженерство. Супер, имам уште едно прашање. Постојано и непрекинато се соочуваме што имаме така наречен одлив на мозоци од земјава, какви времиња ја очекуваат нашата држава? Дали би се движела во позитивна насока со оглед на тоа што сите сме свесни дека во денешно време доминираат медиокритетите во неа? Ајде. Јас искрено, гледајќи минативе 10 години, мислам дека значи, ако можеме графички да представиме од аспект на акции, значи во минативе 10 години секогаш достигнувавме подолно ниско ниво, lower low, како што викаме ние во финансискиот свет, али мислам дека веќе Македонија од тој аспект кој што сакал да замени, веќе мислам дека повеќето луѓе имаат заминато. Јас мислам дека во моментов не е толку битно само нашата држава, битно е целиот регион. Јас гледам дека целиот регион напредува екстремно брзо. Вклучувајќи, значи, Албанија и Србија напредуваат многу од секаков аспект, влегуваат многу странски инвестиции, со тоа почнуваат да влегуваат
значи да се создаваат нови работни места и забележувам дека почнува капитал во Македонија да влегува, што значи дека тоа е еден прв сигнал дека се достигна дното и од тука мислам дека полека само ќе се движи нагоре. Тие мозоци кои што заминале, вклучувајќи и јас и Тале, како што гледате, значи сакаме да придонесеме нешто назад и мислам дека тоа треба да се претвори во некаков подем каде што сите луѓе кои што се надвор ќе сватат дека да се живее во сопствената држава не е воопшто лошо, посебно не е лошо да се живее во сопствената држава со странска плата. Така да мислам дека во наредни 10 години ќе видиме многу подобрување од тој аспект. Јас сум оптимистичен. Супер, одлично. Еве, парле, фајт индустријата само ќе се трансформира и ќе остане водечка индустрија во секое општество, чисто како констатација. Апсолутно. Апсолутно, јас би одбрал да бидам во IT индустријата иако сега би бил студент. Значи да гледам дека најголем апсет има во оваа индустрија се уште. Јас останува на крајот да ви се заблагодарам од срце. Прво ми представува огромна чест и задоволство тоа што и лично ме познавам и двајцата. Лично јас имав во главата некоја замисла, бидејќи сакам и со двајцата да испијам по едно кафе, а сега па уште повеќе сакам, пак да се видиме, да скршиме по некој збор повеќе, да не мотивирате, да кажете за вашите инспиративни приказни. И јас можам да посведочам дека и во Македонија и понатаму има уште инспиративни приказни, добро е да си разменуваме меѓусебно енергија. Ви благодарам на сите учесници кои издржавте толку долго во овие 2 часа и ги слушавте овие инспиративни приказни. Должиме извинување како Ротари клуб заради прекините кои настануваа со линковите, меѓутоа мислам дека не беше толку голем проблем за упорните барем. Во секој случај, остануваме ние како Ротари клуб доследни понатаму, согласно нашите програмски цели и визијата која имаме да креираме вакви настани кои се од општо значење за нашата заедница, особено за младите луѓе. Мислам дека вечерва докажавме и покажавме дека можни се дека успехот е возможен, дека треба да веруваме во себе, дека треба да бидеме крајно доследни во она што го правиме и на крајот сигурно ќе да не влеземе во фазата на overthinking, на претерано размислување, затоа што мислам дека ќе не одведе во непосакуван правец. Оваа средба се снимаше, снимка ќе биде достапна, ќе најавиме како преку нашите профили на социјалните мрежи. Повелете вие за крај ако сакате нешто да кажете да не видам јас после. Прво, мислам, пак повторно фала ти, Орде, за поканата и фала ви на сите што издржавте веќе 2 сати да не слушате. Мислам дека јас сами од себе не можам да се слушам 2 сати, така да дефинитивно. Фала ви многу што го извоите. Да, фала многу исто на сите. Фала, Орде, за хостирање на ваков ивент. И се надевам дека ќе се дискусии кои што може да ги продолжиме и да бидат пофокусирани на реални теми со цел да имаат поголем импакт и се гледаме во Прилеп. Дали може само да кажете Одлично. чисто за присутните како ако некој има дополнително прашање, пример може да ве контактира за нешто, евентуално да запишите тука ваш мејл или нешто, како можат вас да ве најдат? Профил некој? Пуштив јас мејл, 2 мејлови во четот. Било во која време може слободно ми се пушти прашање. Ви благодарам многу за издвоеното време уште еднаш. Секое добро, Исто здрави да се и гледаме LinkedIn или било и во која друга Прилеп. форма на комуникација. Да, Фала. фала ви, пријатно Фала, ви благодарам. пријатно. Чао.